Никој не е сосема сигурен што ќе биде решено на овој самит на групата 20, што започна синоќа со работна вечера на светските лидери, а денес продолжува на пленарна седница овде во Дейвид Лоренс Центарот за конвенции во Питсбург. Но едно е сигурно, околу пладне лидерите ќе излезат собрани околу Обама за специјалната фотосесија, а нешто по 4 часа и 30 минути председателот на Соединетите Американски држави ќе одржи пресконференција на која на новинарите ќе им каже како стојат работите. Отсуството на големи одлуки од овој самит на кој клучни зборови се баланс и одржливост за да се обезбеди глобален растеж што ќе биде отпорен на кризи како оваа што конечно почна да попушта, него попречува Питсбург да ужива во моментот на светско внимание. Официјалните лица на градот со кои разговаравме велат дека самитот ги става на мапа за инвестирање, за живеење, за туризам. Ова е ден онорато највисокиот избран представник на општината Алигени и растечка политичка звезда во САД. Тој вели дека овде веќе има 340 странски компании, но кога светот ќе види што овде се случува, експонирањето ќе ги интензивира активностите. Градоначалникот на Питсбург, а најмлад во Соединетите Американски држави на оваа функција, 29-годишниот Лук Равенстол, од самитот очекува две работи: да се изнесе пред светот приказната за трансформираниот Питсбург, кој долго го носел имиџот на индустријски загаден Валкан град, во чист зелен град и прекрасно место да се биде. А со тоа доаѓа и другата придобивка, иако денес е тешко да се квантифицира, долгорочно гледано, ние ќе имаме голема корист од ова, вели тој. Но иако Питсбург е навистина голема успешна приказна во САД, овие 2 дена не личи на себе. Улиците, училиштата и бизнисите се затворени, граѓаните си седат дома, а демонстранти се надвор, обезбедување, полиција, барикади насекаде. Но тоа не ја обесхрабрува Беверли Мороу Џонс, извршен директор на маркетинг и комуникации, која ни кажа: уште една причина повеќе да дојдете повторно. Дојдете како турист, ќе посакате да живеете овде. Од Питсбург за Гласот на Америка на македонски јазик, јас сум Лилица Китановска.